Тутунот станува се поинтересен за трговците. Годинава во Струмичко ќе откупуваат и две нови фирми, од кои едната по неколку години повторно се враќа на тутунскиот пазар, а другата целосно нова. Од Сдруженијето на тутунопроизводители Јака велат дека кај индивидуалните производители во Струмичко нема интерес за окрупнување. Тука земјоделецот просечно посева 4,5 декари под тутун, за разлика од Западна Македонија, каде што овој просек изнесува околу 15 декари. Најава за окрупнување барем кај индивидуалците нема за сега. Меѓутоа интерес од фирми има, еве ова година да речеме имаме покрај досега традиционално присутните уште една нова фирма која што не е позната за Струмичкиот район и една која што сега се враќа, беше присутна пред некој ден, пред неколку години. Значи, во сферата на откупувачите и организаторите на производството има интерес и на некој начин тие преку светските берзи се укрупнуваат. Кај производители сега за сега нема. Се прават напори, се прават земјоделски прстени, се прават напори да се укрупниме и тоа за сега нема. Андонов апелира до тутунарите да не брзаат со склучување договори со откупувачите. Годинава цени дека имало голем интерес, пред се поради порано завршениот откуп заклучно со јануари, а не како законскиот рок 15 март. Чуден е интересот кај производителите за склучување на договори и кампањата која што е за издавање на емидентни листови, што значи дозвол за производство на тутун, ова година како резултат на порано завршениот откуп кој што треба да биде 15 марта, заврши со крајот на јануари, некоја навала, некој интерес има за склучување на договори што не ценам дека е правилно. Тутунопроизводителите треба прво да чекаат да се произнесе сојузот по таа проблематика, сојуз на Сдружение на тутунопроизводители и ние како општински здруженија, бидејќи имаме фирми кои што се нови, кои што ние буквално не ги познаваме. Може да се најдобрите фирми, меѓутоа не ги познаваме од аспект на нивната солвентност, колку се тие солвентни, колку тие можат да го издржат тој ферплей договор кој што ќе го направат, да не им се случува Струмица табак, да ја потенцирам. Луѓето направија договори, после не знаеа кај да го дадат тутуно и го дадоа по богателни цени за типови кои што имаат далеко повисоки договорни цени од колку што беше откупот. Значи, нека биде ова апел, производителите да си земат дозволи за производство на тутун, меѓутоа да не брзаат, дури сојузот не се огласи по ова. Еве, например, иако во закон има одредница вели, договор може да склучаат фирми кои што добиле мислење по договорот, по текстот на договорот од сојузот. Никој досега ни побарал, ни се брза, затоа што до 10 април има многу време. Фирмите не се брзат, производителите се брзат. И на крај, кога ќе дојде откупот, ги поистоветуваат откупна цена и договорна цена и ударот е на Сдружение што најмалку се криви. Реколтата 2017 и од производителите и од откупувачите и од ресорното министерство беше оценета како една од подобрите. Во годинешниот откуп продадени се 23.100 тони тутун со просечна цена од 217 денари за килограм, а субвенциите се очекува да бидат исплатени во месец април. Вредноста на откупениот тутун оваа година е над 80 милиони евра, со субвенции од околу 28 милиони евра. Тоа се над 108 милиони евра кои се доход на тутунопроизводителите.